swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time, we're gonna rock away. Jingle bell time, it's a sweat time to go gliding in our horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jungle of feet, that's the Jingle Bell Rock. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swing time to go gliding in our horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your street, jingle around the clock. Mix and mingle in a jungle and beat, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Добре дојдовте сите вие пред малите екрани во нашето празнично издание на Fair Play. Верувам чувствувате и нашата екипа во едно поинакво издание овој пат и тука така се чувствуваме убаво соодветно на празниците, а ова ќе биде совршен момент за испраќање на старата и пречекување на новата година, да се потсетиме на убави нешта и големи успеси кои што го одбележаа нашиот спорт во 2023 година. Спортот оди совршено со музика, затоа она што го слушнавте и оваа прекрасна изведба беше на Александра Јанева и незиниот бенд. Добре ни дојдовте во студио. Добро те најдовме, Јана. Подоцна со вас малку и за музика и за спорт. Секако. А сега да им посакам добри дојде на нашите шампиони кои на моја голема чест се во студиото во ова издание. Имаме двајца светски шампиони и еден европски шампион. Добре дојде за Игор Стефановски Иџе, Мерија Киевска и Бобан Илиевски. Многу ми е драго што сте тука. И не само тоа, драго ми е што сте меѓу луѓето кои минатата година не направија горди. Направивте да се чувствуваме убаво. Но прво да ве прашам, дали овој период се релаксирате, се забавувате, празнични денови, има време за одмор или нема време за одмор? Мора да се мисли на спорт. Дефинитивно, после сите спортски успеси кои што ги направивме, мислам дека е период каде што можеме да се релаксираме, малце да се опуштиме, да се видиме со пријателите и едноставно да собереме сила за наредниот период. За следна сезона. Да. Мери? Да, за годинава нашата цел ја исполнивме, сега е малце време да одмориме, да се релаксираме, но и целосен одмор. Секогаш кај мене има повторно тренинзи, работиме на формата, здраве за следната година, да бидеме во поразлично издание. Да, но знаеме дека со празниците тука доаѓаат веселби, па трпези и така натаму. Да, имаш големи ограничувања? Не, сега ќе си дозволиме. Да, па и треба. Така. Дефинитивно на секој организам му е потребна мала оддишка. Да, така. Боби? Како се чувствуваш сега? Ми спомена дека всушност понад преварувањата конечно спласнуваат и емоциите и чувствуваш во каква состојба ти е телото, па еве дај една оценка. Како си? Па искрено знаеме сите дека во кикбоксот малце е ризичен спорт и цело време се здобиваме со повреди. Оваа година имав доста мечеви, повеќе од 10 мечеви, што цело време константно бев во форма. Тренирав по 2 до 3 тренинзи на ден, исто така бев на припреми во Холандија. После светското првенство, недела дена се натпреварував тајландски бокс на европско првенство. Тоа е нова дисциплина за мене. Ми представуваше предизвик, сакав да пробам да видам како функционира тој, зашто е малце слично на кикбоксот. Само има некои дополнителни удари што се поразлични од кикбоксот, дали лично јас сум човек што сака да експериментира и сакав да пробам нова дисциплина. Оставив трето место на
на Европското првенство по талански бокс. За мене лично тоа сум задоволен од сам себе. Тренерите се задоволни поради тоа што е нова дисциплина и верувам дека следната година на светско првенство ќе направам поголем успех. А сега овој период имам околу 15-20 дена да се релаксирам, како што кажавте, да направам добро рековери на телото, да наполнам батерија за следната година. Ќе биде ли тоа тешко, имаше ли многу повреди? Па искрено, константно се здобивам со повреди, зашто знаат сите дека во кикбоксот мора константно да одржуваш формата со спаринзи и да се научи телото на штета. Буквално кога ќе влезеш во ринг треба да телото да биде издржливо на 5, 10, 15 минути, зависи колку ќе трае мечот, константно да примаш удери и тоа телото да го поднесува. Поради тоа што додека се надпреварувам, додека имам мечери, а цело време сум на некој начин под адреналин и под стрес. И тоа мислам дека тоа е добро на еден начин, зашто адреналинот не ти дозволува телото да биде опуштено и да ги чувствуваш повредите. Али со мојот тим работиме на тоа да направам рековери на моето тело колку што е можно подобро, зашто како што знаеме, за да бидеш истинен во овој спорт, мора телото да биде цело време под добри услови за рековери. И тоа, сега до нова година планирам да направам добар одмор. После тоа со Господ напред нови цели имаме следна година ќе се организира во Скопје нешто што немало до сега во Македонија. Со мојот тренер морам да напоменам со Урко, тоа ќе се организира. Доаѓа добра организација од Србија и се надеваме дека ќе напуниме цела сала и ќе прикажеме добар спектакл. Да, нема многу често на борење во Македонија прилика да се собере повеќе публика и така, ама зошто да не? Еве, ќе ми кажеш малку подоцна што е сето тоа да ги заинтригираме гледачите. Зошто да не? Музичарите за време на празниците не одмараат. И спортистите не сите одмараат. Зависи, еве годинава ракометарите на пример ќе немаат одмор. Александра, како сте го издржувате ли празничното темпо? Ние празнично работиме. Да, празнично работите. Не знам, овие се најубавите денови од годината, иако ги поминуваме работно, секогаш ни е драго да бидеме пред публика, да има една убава интеракција, сите да ни се смеат, да ни шират љубов, позитивна енергија и колку и да биде тешко и напорно, секогаш некако со леснотија го издржуваме периодот, затоа што знаеме дека после ќе дојдат нели божикни празници, па ќе можеме да бидеме дома со блиските. Така што веќе ни премени и во навика и убава е таа еуфорија. Знаеме да се пожалиме какво ни е секојдневието, дека не ни е сјајно и така натаму, но дали барем во овие празнични денови луѓето навистина знаат да се опуштат и да се забавуваат? Дури некогаш и повеќе да се опуштат. И повеќе што треба. Добро. Што е потребно, меѓутоа секогаш е убаво кога се насмејани, кога немаат грижи и кога знаат да се расположат со музика. Кога пеат со нас во еден глас, тогаш знаеме дека сме направиле добра забава и дека тие ќе си одат дома со една убава меморија од вечерта. Да, се разбира. Имаш ти лична поврзаност со спортот, но ќе оставам за малку подоцна да ни раскажеш на кој начин. Сега да преминам на Иџе и на еден момент што се случи онака како круна на годинава. Искрена бев на минатото гостување кога Иџе дојде во студио, ми се чинеше дека не е баш во она негово препознатливо издание, некако делуваше загрижено, можеби растргнато во тој момент поради обврските. И дури се сомневав, си реков, човеков ќе се надпреварували следната година за по некое време да добиеме покана за промоција на нов автомобил. И одиме таму, јас не го знаев тоа искрено, честно кажувам. Одиме на промоција на автомобил и пред сите е представено ново Ферари. Се мора да идеме поред. Како дојдовме до приказнава со Ферари? Прво, не секој што сака да вози Ферари, може да вози Ферари. Токму така. Значи, идејата за овој автомобил не е од сега. Веќе година дена се подготвуваме и преговараме да можеме да добиеме шанса да го возиме овој автомобил. Заедно со мојот тим, благодарам на луѓето на тие преговори кои што ги направија со тимот кој што е задолжен за Ферари од Италија. Пред се да добијам можност да тестирам, а потоа и да добиеме зелено светло да се надпреваруваме со овој автомобил во наредната година. Чекај, ти отиде таму, ти дадоа возило, да видат дали соодветно ќе го возиш возило. Доколку не добиете зелено светло со вашите перформанси, не е возможно да го купите, може да сте и милиардери, да имате средства колку сакате, џабе, да.
И ме радува што ја ќе бидам првиот надпреварувач од Балканот кој што ќе се надпреварува со овој тип на автомобил на ова првенство, на ридско-брзинските трки кои што се знаете како и како опасни и искрено ми е гордост што ќе го представам овој бренд на тие надпревари. Да, се верувам и се надевам дека и нив, а сега за нас се отвораат многу прашања. Прво ги слушам луѓето веднаш коментираат, чекај, со ова возило ќе се надпреварува на кружни трки или на ридско? Нели малку е чудно, невообичаено ниско поинаков тип на возило. Значи одиш повторно на ридско-брзински, но ќе биде ли за тебе тежок тој трансфер од еден тип во друг тип на возило затоа што сосема нов концепт е во прашање? Дефинитивно ќе биде, нема да биде лесно. Адаптацијата на ваков еден автомобил со заден погон, со 700 конски сили на тие патеки ќе биде стварно опасно за возење. Но искуството кое што го имам сите овие години позади мене ми дава за право да се надевам на сериозни добри резултати. Тимот кој што стои позади мене е и текако спремен, се работи за професионалци, ќе имаме поддршка и од тимот Италија кој што се работува со Ферари, така да не очекува една интересна сезона. Ја се надевам дека ќе бидеме на светло кое што знаеме, да се прикажеме и со нетрпение чекам првата трка во април, така да се надевам дека ќе биде добро. Добро, ќе ми раскажеш како ќе течат подготовките, Телма телевизија верувам дека ќе следи, здравие се тоа што ќе се случува таму. Мери единствена дама, но еве кога сме веќе кај Ферари, дали воопшто следиш таков тип на спортови, Формула 1 или не е тоа нешто што те интересира? Па не баш, автомобили не толку повеќе веќе од таа страна, кога гледам повеќе мотори ме интересира. Повеќе мотори, па добро, да слично. Кога е во прашање адреналинот, Боби? Па искрено не пратам тоа, али иđе, видов дека беше бум тоа со Ферарито и баш ме заинтересира и почнав да истражувам малце како функционира тој свет. Да, многу. Секако за сите интересно, реков ја кога го видовме возило од каде, од нигде никаде, да, гром од ведро небо. Се прифрлам на бодибилдинг, Мери годинава освои медал, шампионси во категорија кај вас оди по висина, да не сгрешам повторно, 158 сантиметри. Меѓутоа, не само во јуниори како минатите години, сега си во категорија на сениори. Прво, дали има многу голема конкуренција кај дамите, конкретно во твојата категорија на надпреварување? Оваа година како во нормално време можам да кажам, бидејќи нели претходно 2020-2021 имавме ковид пандемија, што баш сите такмичари нема услови толку да дадат се од себе, да тренира, да се подготвуваат, но јас ги имав тие услови од претходно, бидејќи мојот матичен клуб фитнес центар Магнус ми овозможи секакви услови за да не застанувам, да продолжам со припреми, да. Но оваа година си има посебна тежина. Ајде можеме и да кажеме дека прв пат е среќа да освоиш злато на светско и тоа не е едно, туку 4, со 4 се вративме. Па не баш, јас не би рекла дека е среќа, но добро, ајде. Втор пат, ајде пак, случајност на овој трет пат во нормално време со толку премногу конкуренција дури од 102 држави, што посебно кај мене во категоријата имаше најмногу такмичарки, сите беа толку многу спремни и што се жени по 14 години постари од мене. Успеавме повторно да... Искуство и вежбање години имаат билдање, што би рекле вие на телото. Затоа кажувам дека со 14 години што се постари од мене, таму има повеќе квалитет и повеќе созреан мускул. Што јас прва година што сум само во сениор, доминатата година бев и јуниор и сениор. Ова ми е прва година што влагам само во сениорска категорија. Браво. Јас реков кога од страна ние ги гледаме бодибилдерите, гледаме целосна слика, убаво извајано тело, меѓутоа фокусот не знаеме на што е кај оценувачите. Оние кои тоа ги интересира подобро, веројатно знаат. Конкретно во твојата категорија, што беше во фокус на оценување? Па да, кој дел во од тело? секоја категорија си има се поразлично што се бара, како се бара, затоа се и така поиме категориите. Поделени мојата бразилска категорија, потекнува од Бразил, самиот збор кажува дека долниот дел треба да биде поголем од горниот дел, но сепак треба да останеме женствени и да бидеме целосни. Не мора да значи дека не смееме да вежбаме горен дел, туку баш целосни треба да бидеме, со исклучок малку повеќе волумен на долниот дел од телото. Што и за тоа треба и генетика, не е туку така баш да се стигне со тоа и со тренинзи, треба дарба да си има за да бидеш реално да можеш да достигнеш одредено ниво, така? Да, паралелен и целото тело да има паралелност.
Браво, добро, да, и ова секако си бара многу макотрпна работа, но кај тебе ти ми рече дека тоа може би оди по кампањски, во смисла кога се наближуваат надпреварувањата, тогаш поинтензивно Па, ние работиме дури потешко е на маса кога сум, тогаш работам на покачување на мускулна маса, исто така имам проблем малку со храната, зашто полесно ми е диетата да ја држам, па ајде ако ми се јаде ќе пијам вода, нешто, ќе се снаоѓам ете зеленчук можам да јадам колку сакам. Пак така, ама со сила кога јадеш е многу тешко реално, што и тренинзите се многу потешки бидејќи мораме со повеќе килажа да работиме. Да се усогласи тоа. Има своја тежина. Иако сега такмичењето ми е на крај на година, јас морам уште од почетокот на година многу јаки тренинзи да правам и преку цела година да бидам фокусирана на секој дел од мускулот, се да биде активно и вклучено. Да. Секој спорт приказна и тежина за себе. Боби, така најлаички ќе го поставам прашање, требаше ли многу ќотек да се издаде за да се дојде до титула светски шампион или ти имаше околности, среќа и такво сценарио да лесно дојдеш до титулата? Па искрено ќе кажам дека више требаше повеќе од 10 години да се јаде ќотек за да се дојде до ова. Од самиот старт кога почнав да тренирам кикбокс, значи нормално е на секој спортист сака да биде светски првак, али дојав до момент кај што сваќав дека колку и да сум лут по тоа по кикбоксот, колку и да сакам да се борам и да се тепам, како што ви кажале, мора да имаш искуство и да имаш дисциплина. Без разлика, ја дури сега сватив тоа после 10 години од тренинг, сватив дека без разлика колку си спремен физички и кондицијски, ако немаш доволно искуство кога ќе влезеш во ринг, во смисол умствено, ќе го изгубиш мечот. Ја сега после 10 години сватив дека многу битен момент е да се тренира и умствено, поради тоа што сите знаеме дека кога ќе влеземе во ринг, не понесува адреналин, нормално да имаме страв, значи сите имаме страв без разлика на тоа што све е професионално, но нормално не гледаат родителите, другарите, фамилијата и длабоко себе чувствуваме страв да не ги разочараме прво нив, па на крај си се ставаме сами себе. Зашто знаеме сите дека може една мала повреда и да се исклучиме од тренизен процес подолг период, али го правев тоа многу пажливо, многу фокусирано и оваа година, значи више се осетив дека можам да го направам тоа и дека више е времето кога што ќе треба да отидам и да не само се натпреварувам, дека да отидам и да го земам. И буквално не отидов цела година ни на одмор, на ништо, бев посветен само на тренинг, 100%. Направив неколку кампови, бев у Србија, у Бугарија бев на камп, во Холандија, тоа ми беше последниот камп пред светското. И искрено уште кога пред да влезам во рингот, ја верував у себе и не сакав да дозволам ни една мала емоција, лоша мисла да влезе во мојот мозок, поради тоа што ја верував дека ќе станам светски првак. А тешки ли беа противниците? Противниците сите беа, значи, за да стигнеш на светско првенство, мораш да бидеш најдобар во својата држава. Имаше во мојата категорија 14 борци и претежно беа од муслиманските земји, беа Казахстан, Киргизстан, Азербејџан, спортови, да. И не ми представуваше проблем поради тоа што буквално толку многу дадов жртва за тоа светско првенство, не искачав ни на кафе, не искачав ни со друштво. Буквално и девојките ги трнав од глава, значи се посветив 101% се посветив само на тоа, дури на моменти си викав да не полудев што го правам ова. Добро, па да, фанатизам има до некаде, верувам. Така мора да биде едноставно, веројатно така мора да биде за до сериозен медал. Тоа е процесот, не може да се лаже. Кога влезеш во ринг, дури има моменти кога што само кога ќе го погледам противникот во очи, ја више знам на што. Кој ќе победи? Знаеш на што си да. Финалната борба ми беше со борец од Казахстан, потешо Киргизстан, Киргизстан. Добро. И се гледаше дека дечкото беше стварно со добар тим, се има работено и вложувано во него и највише се исплашив пред меч од него поради тоа што ситници ќе одредеа кој ќе биде победник. Значи многу мали ситници. Дечкото работеше многу паметно, не идеше да изгуби глава ни една секунда и тој беше моментот што малце ми представуваше страв, зашто ја знам дека физички сум појак од него, знам дека сум дал сигурно повеќе жртва од него. Но да не те надмудри, така? Само тоа, зашто и судиите во текот на борбата има удари што не можат да ги видат и не можат да ги пресудат
И тоа ми беше највише страв да не се случи некој таков филм. Сум слушнала за тебе од други луѓе што се дел од овој свет борачки дека природно си многу силен човек, како Мери што спомна некоја предиспозиција. И борачите се разликуваат во таа смисла. Има и некои кои што природно имаат силен удар, но има други што се потрпеливи, работат на тактика, па на поинаков начин ќе те победат. Сега јасно ми е, го спомена искуството, меѓутоа до сега генерално вака кога ќе се навратиш наназад, почесто благодарение на сила и на конкретни удари си ги добивал надпреварите или на тактика? Ја мислам тоа е талент. Дарба од Господ, ја ќе го кажам тоа така, ја имам силен удар, имам посебно силен удар во рацете. Во раце? Али мислам дека тоа ми е како дарба уште од дете да се снаоѓам добро во ситуација кај што сум под адреналин и под стрес и под страв. Ја тоа сум свој, тоа сум многу смирен и тоа можам да го проценам противникот, да видам дали е испаничен, како се чувствува и тоа сум толку многу смирен што ја водам таа игра. И тоа ми е еден начин плюс во боречкиот спорт. Добро, малку ќе одмориме од разговор, сакаме музика, спорт и музика одат совршено заедно. Пред да слушнеме уште една номера, Александра ќе ја памети 2023 по нешто убаво што и се случи на приватен план, а тоа беше запрашување и тоа не било каде, туку во Париз. Меѓутоа, сакам да ставам фокус дека си во врска, следно во брак со спортист. Па тоа како изгледа кога во една куќа имаме уметник и спортист? Ода добро заедно. Забавно е, поготово кога спортистот ја сака музиката и музичарот го сака спортот. Да, не, навистина, одите, си одела на трибини, одите ли сега заедно на надпревари, без разлика кој спорт станува зборни или некој игра Македонија, дома во Скопје, неважно, Струмица, одите заедно? Да, последниве неколку години Иван играше рекреативно во ракометен клуб Драчево и секојаш кога имав простор и бев слободна нормално. Бев прва на трибини и баш му бев гласна подршка секојаш. Тоа има ли нервоза дома зашто е опремата расфрлена? Ова од искуство те прашувам. Па торбите, па дресови, па чуда или не? Тоа толерираш? Само едно прашање ќе кажам, што е ова сега? Од кај ова се појави? Секој со своите опреми. Јас со мојата, тој со неговата, но нормално е и интересно е. Нормално интересно, а сега веќе, нели, кој ќе се каже судбоносно да, тоа оди на некој начин за секогаш така да готово. Се помируваш со опрема, спорт и така натаму. Добро, ќе уживаме сега уште малку со песна, а потоа си продолжуваме со убави празнични муабети. Ева ме пак, ко сонце без зрак, ко рамка без слика, пред тебе стојам, прекривам трак, да не видиш знак, од таа што блика беззаброен. Штом ке помине се и ке бидеме сами, ке пробаш да се смениш ти. Штом ке помине се и друга тело ти гали, дор срце чува спомени, бараме утеха, чекаме крај, во душава пеко, не постои рај, штом некој губи, некој добива се. Драги легенде, на се што сме зачел, во сневова сјај, не смагла од сомнеж, се надзира крај, не љуби срце, што скршено е, и да сака не може. Вие кога тренирате, каква музика слушате? Има тоа правило? Техно. Ти спомена слушалици. Техно? Значи со ритмот. Да, без гласови да слушам, за да бидам толку повеќе фокусиран. И обавезно слушам. Убаво ти прија. Боби? Па искрено више смачено ми од секаква музика, сега моментално со црковна музика тренирам, зашто преку глава ми дојде секаква музика, више кога ја слушаш еднаш, два пати, три пати песната и после ти станува досадно таа песна, дори тренираш едно исто правиш цело време. И последно време тренирам со црковна музика, ме опушта и некако ми дава некој буст посебен. Да. Реално и кај мене некој пат кога ќе немам толку мотивација и некако се
како да ти кажам, се совземам со таква музика и ме освежува и знам дека можам и ќе го завршам тренингот. Самата музика ми дава сила за да завршам тренинг. Многу важно е. Знам дека е многу важно. Кај Иđe нема да прашувам за музика, таму звуците на автомобилот, посебно кај Ферарито, како беше на промоција, да го вклучиме за да го слушнеме тој уникатен звук. Морам уште некои работи околу автомобилот, затоа што слушав и пред да се вклучат камерите, сите имаат прашања поврзани со возилото. Прва работа, моделот, не смеам да сгрешам, 488? 488 Evo Challenge. Колку такви има во светот? 180 произведени. Од кој е едно модел на твое? Ферари е, во моментов. Така да... По што се разликува овој модел, бидејќи е приспособен за да биде тркачки автомобил од останатите? Прво е полесен, така? Да, апсолутно. Подготвена е во Ферари, излезена од тркачка работилница на Ферари. 700 конски сили, 4000 кубика, 2 турбини, заден погон на тркала, на движење, така да еден зверен монструм кој што се надевам дека ќе функционира онака како што треба. Ќе го адаптирам и го адаптиравме веќе на мојот стил на возење, така да ќе биде интересно, како што кажав, на овие патеки со таква брзина ќе биде предизвик и сериозен потенцијал на тие патеки. Сериозен потенцијал со какви сега одиш во поинаква конкуренција, така? Дефинитивно сега ќе бидеме во првата категорија, онаа што е најака, со најаките автомобили. Директни конкуренти ќе бидат тимовите со Lamborghini, Porsche, Bugatti, така да предизвик за мене. А твоето единствено Ферари? Ја ќе бидам единствениот, кој што ќе вози на европскиот шампионат и тоа е идејата заедно со тимот од Ферари да го промовираме овој бренд на ова првенство. Да. Како ќе се одвиваат сега тренинзите? Знаеме дека и досега немаше многу прилики за тренинг. Ајде што е скапо. Второ што во Македонија немаш соодветни услови тоа да го правиш. Таму слушнав дека патеките се супер за да бидат колку што може да бидат безбедни, но ќе има ли прилика до април и каде ќе тренирате? Дефинитивно ќе направиме тестови, да. Планот е во јануар месец, при крај на јануар да отидеме во Италија на тестирање. Треба да се адаптираме со луѓето, инженерите од Ферари, за да дојдат и они на тие тестирања, да можеме да собереме што повеќе информации кои ќе ни бидат потребни и кои ќе ни вршат работа во текот на сезоната која следи. Мислам дека тоа ќе биде околу тестовите, нема да можеме многу да тестираме. Нема да има премногу, повеќе ќе се фокусирам на адаптација на автомобилот, онака како што знам ја преку снимки, преку тие работи, така да ќе биде еден сериозен предизвик почетокот и првата трка. Ќе биде интересно. Многу е побрз од минатиот? Дефинитивно да, многу повеќе. Максималната брзина му е 340 км, забрзува до 100 за 2,6 секунди, така да Добро. Интересно. Лудо ми звучи мене. Ја прашав, убаво викам, луѓе, дали знаете на кој човек сте му го дали овој автомобил? Верувате дека ќе биде. И мене ме фаќа некој страф и трема, нормално е нов автомобил. Тежината која што ја носам во наредниот период, бидејќи ќе го представувам овој бренд на тие надпреварувања, ќе биде уште поголем, но како што кажав, се надевам дека после првите тестови кои ќе ги направиме, вторите тестови кои ќе ги направиме, бидејќи веќе направивме добар тест, ќе знаеме со што располагаме. Каде е сега автомобилот? Во Македонија ќе биде? Во Македонија автомобилот, да. На сигурно се надевам, на безбедно. Да. Инаку на Ферарито за сега има само едно македонско знаме и многу убаво стои. Значи македонско знаме со неговите бои на Ферари. Претпоставам ќе претрпи и измени, но сега за да направам паралела, Мери често го споменува тој момент. Македонско знаме не само на Ферари, туку и на многу подиуми, еден посебен момент. Ти имаше прилика да имаш луѓе околу тебе кои те бодра за време на прогласување и земање титули. Како си поминавте на финалната церемонија годинава? Дефинитивно чувството на секој спортист, можете се сложат и сигурно гостите дека апсолутно најголемијата победа е која ќе окренеме македонското знаме, интонирање на македонската химна на тие надпревари. Мене ме радува што тоа сум го направил на многу тркачки патеки. До сега, да, последната прославата за титулата во Хрватска беше фантастична. Дојде многу наши луѓе кои што ме бодреа, луѓе од Хрватска, луѓе од Италија, кои што стварно се приклучија на таа прослава и верувајте дека останува зацртано во историјата на автомобилизмот во Европа дека
македонец трет пат поред е европски шампион. Да, сега со нови сили кон нови победи, мери кога се случува тој момент интонирање химна, знаме, уште тогаш ли почнуваат во главата плановите и проекција за се следно или не? Како во тој момент само возбуда има во мене. И само сум благодарна на Господ што ми има дадено сила да го издржам целиот тој пат за да стигнам до сцената и да слушнам македонската химна. Се надевам не само јас и мајка ми што е толку горда на мене, туку се надевам дека сите се горди што од 102 држави баш Македонија што сме една точка на карта успеваме да слушаме и успевам да ги научам другите да ја научат македонската химна. Бидејќи на таа голема сцена и не само светско, туку до сега што сум одела и на европски куп, секаде до сега ми се први места. Да напоменам тоа, секаде се слуша македонската химна, што веќе знаеш конкуренцијата им е страв, кога знае дека јас ќе се спремам. Веќе имаат респект. Се распрашуваат кај ќе одиш, што, како. Ние сепак се дружиме, имаме комуникација многу со конкуренцијата, но јас никој пат не прашувам кој каде ќе такмичи. Туку знам, ако сум спремна, знам што имам завршено се, знам како сум била претходното такмичење, па како изгледам сега, дека фала на Господ идам се нагори во поразлична форма, поголем квалитет, знам која сум и не ме интересира конкуренцијата. Идам само да се испрезентирам. Ти како што најдобро знаеш и умееш. Боби, до сега во твојата кариера како стоиш со нокаутите? Дали често не сум ги броел, многу има, искрено ти кажам. Што си ги претрпел ти или што ти некому? Не, фала му на Господ, до сега не сум претрпел нокаут. Не си? Си ја пазам главата, поише од што треба. Па тоа е супер. Јас сум дал многу нокаути, поише од 20-30 сигурно. Па бога ми многу се 20-30, сериозно? Да, 20-30 различни луѓе. Да, затоа велам, тоа не е воопшто малку. Океј, многу ми дое бројка, али браво. Имам преку 200 мечеви во мојата кариера. Интересно е што секој противник има различен карактер, различно се однесува во ринг и тоа уствари што го прави моментот да биде поинтересен и поризичен. Некои луѓе имаат пример карактер агресивен, значи влагаат и напаѓаат цело време. Некои се повлечени, само се повлекуваат, работат на не сакаат да примаат удари. И самиот момент што кога ќе влезеш во ринг ти мораш да процениш да дури не влезеш во ринг не можеш да знаеш со каков човек те надпреваруваш и мораш да процениш тој момент да видиш противникот како функционира, дали е агресивен. Најтешка повреда од која што си се рехабилитирал? Кај вас е контактен спорт, имате постојано повреди, ама имало ли нешто што така Не е убаво да кажувам сега за повреди, зашто гледаат луѓе и деца што го тренираат тоа, па може ќе се исплашат и да не ги демотивираме. Добро. Па да не ги исплашиме. Па види секој кој што ќе сака да тренира овој спорт ќе мора да се помири дека така ќе биде. Твоите најблиски како се помириле? Иџе сум го прашала милион пати до сега, знам. Како неговите следат трки? Ме поддржуваат моите, ми е битно дома родителите што ќе ми кажат, другарите блиски кои што искрено ме почитуваат и ме сакаат. И за другите не се ни грижам за другите што ќе кажат, зашто нормално се знае и да победиш и да губиш, има луѓе што ќе кажуваат лошо и добро. Значи така е, добро. Ми е битно дома родителите, имам поддршка целосно од. Дали се под голем стрес луѓето? Доаѓаат ли некогаш кога можат да гледат во живо? Ги гледаат моите мечеви. Ги гледаат? Извини, татко ми и сестра ми ги гледаат моите мечеви. Мајка ми ги гледа кога ќе заврши мечот, зашто е страв да не добиам некоја повреда. Али у принцип ги гледаат, сакаат се собираат фамилиарно сите и седат и се тресат. Дури сум сигурен дека имаат поише страф и адреналин од дури се борам ја. Дефинитивно е така, постресно е од страна, затоа што не можеш да помогнеш, не можеш ништо да направиш, само можеш да седиш и да посматраш, односно да гледаш. Иџе ово што го кажува Боби, концентрација од почеток до крај, па така и во твојот спорт. Веројатно не е секогаш лесно од прва до последна секунда, стотинка, фокусот да биде на максимум. Ти прави ли разлика во кој дел од сезоната си, во смисла дали е на почетокот полесно, потоа доаѓа замор или нема тоа? Не прави разлика. Од трка за трка. Но оваа дисциплина која што возам во моментот е една од најопасните. Морам да кажам дека многу мои колеги до сега ги изгубиле животите. Така да мојот најголем конкурент кој што се борев за европската титула 2014-2015 Иржи Лос,
чешкиот надпреварувач. За жал пред 2 години исто на едно вакво надпреварување излет од патеката и го загуби животот. Се дешаваат многу, знаеме со што се работи, за какви брзини, за какви несакани дејства може да дојде на тие надпревари, така да знам све што може да биде, но се трудам да сум фокусиран максимално и да ги поминам сите тие свиоци со најголема брзина што може. Добро. Ќе ни кажеш ли колку троши овој автомобил? Сериозно, сериозно троши. Можам да кажам дека новите тестирања кои што бевме, поминавме негде околу 200 километри, мислам, на тркачката патека со тестови. Мислам дека потрошија околу 400 литра гориво, така нешто, мислам дека беше. Се работи за тркачко гориво кое што мора да се прилагоди автомобилот за тоа и ќе биде интересно во текот на сезоната со сите оние трошоци кои што доаѓаат со самиот автомобил да се справиме и да можеме да обезбедиме. Верувам имате некакви проекции, но слушав коментари, уште на промоцијата слушав коментари, дека од прилика една сезона со ваков автомобил би можела да достигне до потрошувачка и 1 милион. Вистина е тоа или? Дефинитивно со трките од кружниот надпревари кои што планираме да ги возиме, може да ја достигне и таа сума, но сето тоа е без штети на автомобилот. Дај Боже да ги нема и ќе видиме како ќе биде во текот на сезоната. Рече дека ќе имате тим и механичари од Ферари, така? Ќе видиме до кога, меѓутоа мора на почетокот, нели? Да, имаме поддршка од инженери и тим од Италија кој што соработува со Ферари и кој што ќе бидат наша поддршка во текот на наредната сезона. Одлично е сето ова да се слушне. Реков, како за овој празничен период ми е драго да ги споделиме сите овие работи. Ова се успеси кои мора да ги почитуваме, но да бидат и мотив понатаму да го следиме нашиот спорт, да дадеме поддршка на нашите спортисти. Еве, Иџи има тим, има луѓе со кои соработува сега и нов тим. Како тоа оди во вашата ситуација? Со Бобан соработувате, така, не грешам? Со Ѓоровски. Да, со Ѓоровски се уште. Меѓутоа, дали се случува кај вас некој пат да има потреба да земете, што би се рекло, памет од страна? Да разговарате, да соработувате со луѓе кои исто така долги години се во овој свет, па да добиете некој корисен совет? Поддршката е премногу значена кај мене во спортот. Исто така, како што спомна, совет. Совет бидејќи ние многу често знаеме психички да забегаме, едноставно не ти оди тренингот, немаш сила, немаш фокус на тренинг, се дешава 1, 2, 3, 5 дена истото да ти се случува едно по друго плачење на тренинг, единствено место што највеќе солзи им оставено е салата, бидејќи за тоа ете моментално и периодично живеам, сакам убав тренинг да направам, но ова година ете така ми се случи, многу забегав психички, бидејќи јас пролетната сезона не такмичев, а ги гледам сите мојата конкуренција дека се изделкани, дека се во топ форма, но тие работеа пролетна сезона, продолжуваат есенска сезона. Јас се спремам само за есенска сезона, само за светско и за Арнолд Класик, што тоа на мене премногу проблеми ми создаде, што дојде до ситуација да избегам од телефонот, социјални мрежи, скроз се исклучив, никаква комуникација, ништо не сакав да гледам. Нормално тука мојот тренер Бобан Ѓоровски ме советуваше од една страна дека сум сепак најдобра и да не заборавам кај сум јас и дека сум топ 3 класа, кај да идам, кај да се појавам, што тоа многу значи и придонесува уште толку многу да се трудиш и да вложуваш. Да, никогаш е потешко титулата кога човек ја земе, потоа да ја оправда, па да ја задржи, така. Тоа си има свој притисок, да, нели? Бидејќи мојата конкуренција до сега сите одмараат по 1-2 години сите девојки. А јас од 2019 навака цело време пролет и есен на сите такмичења се појавувам, нон-стоп сум во форма, нон-стоп само тренинзи, како Боби Приска што напомена, одрекување од се, да, скроз тоа е така, бидејќи нема излекување, ете да не звучам од страна дека толку многу е строг спортот, туку тоа сум лично јас. Така Сакам сакаш, да бидам фокусирана, не ме интересира исто така, како што спомна, нема девојки, така нема дечковци, нема излегување, по цел ден, по 3 тренинзи правам, од сабајле наутро правам на празен стомак кардио, 60 минути, 50 зависи што како имам, за си го заслужам првиот оброк, потоа да јадам, да имам одредено време после за тежински тренинг, исто така работам во фитнес центар Магнус, што таму сум по цел ден, можам да кажам дека и тренинг и работа. Се среќавате на тренинзи често? Да, истата сала ја користиме. Тоа ви е како втор дом.
И може да замислиш кога сме нервозни под припреми двајцата и што се случува. Ето, може да кажете малку еден за друг. Ајде, убаво, добра идеја ми даде. Ај малку од страна објасни ми ја Мери, неколку дена пред надпреварување. Ајде. Ова добро звучи. Ја блокирав, толку можам да кажам. Последно ме блокираш. И успешно ме блокира. Аха. Буквално. Значи тие денови не мора да бидете толку другари. Јас сум нервозен цело време зашто и во мојот спорт имаме проблеми со килажата, за да си влеземе во категорија. И нормално е кога ќе кидеш килажа да бидеш нервозен, поради тоа што не можеш доволно да јадеш, не можеш да внесуваш витамини, што се вика, доволно. И кога се начекаме со Мери во таква ситуација, али на крајот од денот, Мери е сведок, ја и Мери константно си комуницираме, зашто и двајцата си се осеќаме на еден начин, и двајцата го поминуваме истиот пат, само она во бодибилдингот, ја во кикбоксот и можеме да се разбереме и цело време се советуваме, си даваме мотивација, поддршка. Тука сме, колку да се караме, пак сме си тука еден за друг. Можам да кажам дека еден од поретките во мојот круг што можам се да му се искажам на него, што имам доверба. Ке разбере. И на секоја негова победа ја сметам исто како за моја победа. Секој спортист не може да биде успешен и не може да постигне светски резултат ако биде гневен, ако биде љубоморен на другите спортисти. Мислам дека само тие спортисти што зрачат со добра енергија, привлекуваат добра енергија, им се случуваат убави работи и може да станат светски прваци. Ја познавам луѓе и сум видел спортисти што имаат талент, имаат дарба, али буквално немаат шанса, универзумот не им дозволува да си го истакнат тоа, поради тоа што се саможивни, мислат лошо на другите, мислат дека се они најдобри. Лично за мене, ја највише во мојата кариера ми тргна, почнав да победувам и созрев на еден начин, кога почнав да посакувам на секој да биде успешен, да посакувам секој да стане светски првак, да помогам колку што можам. Мислам дека тоа е еден многу битен момент. Да, во автомобилизмот ги има овие работи многу, важи за еден од најпрљавите спортови. Сакаме или не сакаме, така е, дури на она најпрестижно ниво Формула 1, речи се секоја сезона минува со некакви скандали, поголеми или помали, па задкулисни игри и така натаму. И иđe како и сите останати. Има луѓе кои се твои фанови, ја ценат твојата работа, има и такви кои некојаш ќе речат па добро иđe не се надпреварувал Формула 1, што он толку направил. Мислам, реално мене ми се крева косата тоа кога ќе го чујам, ама добро. Ти влијаеле ли често тие работи? Знам дека имаш супер тим околу тебе, имаш добри пријатели што те познаваат. Кој најмногу во тие моменти ти помага? Татко ти е секојаш со тебе. Дефинитивно луѓето што се околу мене знаат како функционирам и долги години се со мене и знаат да ме кренат кога треба. Има ситуации кога ќе паднам психички, стварно. Поготово кога бев на кружните надпревари, толку многу удари, толку многу игри во тие надпреварувања што не само од надпреварувачите, него и од судиите кои што ги следат тие надпревари. Знаете како е да водите цела трка, да сте на првата позиција и на една-два круга пред крај да ви дадат казнени поени, секунди кои што треба да ги одработите. Фрустрира, знаете како е, но дава некој мотив и плюс сила за да се докажете на наредните трки. За среќа имам тим на луѓе кои што знаат како функционирам, дека не сакам да има никаква негативна енергија додека се подготвувам кога е термин за надпреварите. Внимавам да имам покрај себе луѓе кои што се позитивни, бидејќи ми влијае многу таа ситуација да бидат сите со позитивна енергија додека се надпреварите и дефинитивно потребно е во секој спорт и кај секој спортист да има човек кој што ќе се грижи за психичката состојба на спортистите, затоа што мислам дека тоа е најбитниот елемент за секој спортист. Нормално, ќе имаме падови кај сите спортисти, не можеме секогаш да сме на врвот, но многу е битно после тие падови да се кренеме повторно на онаму каде што заслужуваме и дефинитивно тоа е заслуга на луѓето околу нас, на нашиот тим. Не може без поддршка. Се радувам многу на овие искрени одговори, особено Бобан ми е прв пат гостин, меѓутоа драго ми е што искрено зборува за целиот тој пат додека човек да дојде до светска титула, со Мери исто сме имале и прилики други, но како и да е, еве, нека биде доволно мотивирачки за сите што не следат, посебно ние помладите. Музика сакаме уште, но како стоите со навивачка страна? Дали кога игра, еве,
стрикно за Македонија ќе прашам, и оние кои што можеби не сакаат многу спорт, кога игра Македонија, знаат тогаш да се разбуди тоа убаво чувство, па да навиваме заедно и така. Имало прилики да се навива? На трибина, во живо или дома пред телевизор? До сега не сум била во живо, секогаш пред телевизор, дома. Најчесто кога бев помала имавме таква една традиција со татко ми и со брат ми, секогаш ги гледавме спортските надпревари кога нормално се надпреварува Македонија и ова беше интересно. Секогаш јас бев наспроти татко ми и брат ми, за да има некоја тензија. Мора да има конфликт, па да, поинтересно. Па ги посочував грешките, она што се случува во текот на играта, за да биде интересно и да си разговараме меѓу себе и на тој начин некако да ја покренеме уште малце еуфоријата кога се работи нормално за Македонија. Да. Ајде се работи и за друга земја, пример брат ми кога гледаше фудбал, секогаш беше за Манчестер Юнајтед, а јас секогаш за спротивниот. Кој да е? Да, добро, за да може со брат ти да се расправате на тема. Да. Добро, со момци го делиш бендов, меѓутоа разбрав дека нема некои многу страстни навивачи меѓу нив. Има? Не е 100% сигурен, ама колку што разбрав, нема оноа на свирка следење резултати и некој загледан у резултатите, тоа е добро за тебе. Нема. Се случува некојаш пред свирка да зборуваме за тоа ако Македонија некаде се надпреварува нормално. Од она што прочитале по портали. Знам дека не го гледале надпревар. Добро. Сега одиме со уште малку музика, ќе слушнеме пак нешто твое, така? Да. Добро, да уживаме, повели. Научи се со тебе, наоѓав зрак по дожд и фрлав сон по сон, претворав страст во бол, во љубота никој не е свој. Ке се вратам некој ден со насмевка лажа и душа толку тажа. Ти ми беше ожден, навика стара срце што ја бара. Ке се вратам некој ден и случајно ке те сретнам, ке се сетам пак на пекол и рај, надеж без крај дека ти ме сакаш. Имаме уште малку време за разговор со моите денешни гости. Овој пат одам со Бобан. Сакам малку да ми раскаже за една тема која гледам дека не ја ни криеш на социјалните мрежи, дека за се ова што го раскаже и за твојата поинаква сега психолошка состојба, верувам игра улога твојата духовна страна. Знам дека имаш пријатели кои што сето тоа ги интересира, дека често посетуваш манастир и така натаму. Дали е тоа одамна? Дали е тоа нешто што во поново време го правиш? Колку тој концепт ти го промени животот? И тие луѓе? Па искрено тоа ми е наметнато од родителите. Ние сме си побожни, а уште кога знам за себе, ние посетуваме цркви, манастири, идеме на литургии. Во денешно време, модерно време, луѓето идат на психијатар, разговарат со психијатар, со педагог. Тоа е еден од начините, да. Не осетив потреба дека треба да разговарам, осетив потреба дека треба да разговарам со свештено лице, со монах што го има оддадено животот на манастирот, што е верен за црквата, живее во манастир. Според мене, моментално тие се најчистите луѓе во денешно време, поради тоа што си имаат одречено и од фамилија, си имаат одречено од светот, не смеат да го напуштаат манастирот. Така живеат поинаков тип на живот. Според мене, тие се најчистите луѓе и даваат доволно голема жртва за да се исповедам пред нив и да го почитам нивниот збор и зборот што ќе го давам на нив, да не си го прекршам. Тоа е еден од најбитните моменти, поради тоа што ако дадеш збор и ако го прекршиш, тоа кажува за ствари каква личност си, дека можеш на све што следи да го направиш, на све што ти носи животот да го прекршиш зборот и да не стоиш на тоа што ќе го кажеш. Мене тоа ми е еден многу битен момент и до сега не сум го прекршил зборот. Голема благодарност до мојот духовен отец. Тоа е тоа што ме држи да останам свесен и стабилен и да продолжам да го правам. Ти си го пронашол твојот начин едноставно за да се чувствуваш подобро и да бидеш подобар човек. Затоа и го поставив прашањето. Дека има луѓе што размислуваат поинаку. Да.
Уствари добрите работи, убавите работи се едноставните работи. Мери пред одредено време во едно интервју на македонските телевизии сподели некои детали поврзани со детството, со младоста. Сега нема да се фокусираме на тоа, не сакам да се растажуваме, меѓутоа тешката животна приказна ја слушна, верувам ја слушнале многу девојки. Мене ме интересира дали после твоето искрено кажување дека си претрпувала семено насилство и не си имала лесен начин на растење, било причина да ти се обратат лично? Имаше ли од тогаш многу јавувања, многу прашања за да помогнеш на некој друг да ги надмине тие ситуации? Минатото ме направи тоа што сум денес. За минатото никој пат немам раскажувано, тоа ете во таа емисија што се открив за прв пат, така се отворив. Претходно Боби е светок, Боби има слушнато за мене што како имам поминато, бидејќи тоа не сакам да се потсеќам од една страна и да ги мотивирам младите. Да. За да не бидат запоставени дека не можат да успеат, дека немат поддршка, па да, реално и јас немав никаква поддршка, се сама. Бидејќи живеев во Крива Паланка што нели немав услови, тука имав повеќе услови во интернат да седам, постепено почнав и со спортот, се пронајдов во спортот. Исто така морам да го напоменам, Урко многу ми помогна, што ете почнав и да такмичам, што ете тоа што сум денеска. Јас секој пат се тешам со тоа колку и да ми е тешко сега, пак ќе кажам на тренинзите највеќе, многу било уште потешко, јас можам ова да го издржам. Пошто реално претешко било, сега ова е тешко, но можам, јас имам сила и можам да се изборам. Со тек на време ќе си олесни, едноставно не олеснува, туку ние стануваме посилни и навикнуваме на тоа темпо. Секогаш одиме напред и натаму со крената глава. Една убава и важна работа да споменеме дека кон крајот на годината нашите институции, власти така натаму доделува признание и награди на оние кои биле заслужни годината. И вие тројцата сте меѓу оние кои добија статуетки, признание и така натаму. Како сега ги доживувате? Каиџе веројатно е списокот малку подолг и заради возраста и заради минатиот труд. Меѓутоа, важни ли се, значат ли иџи има еден убав став што може би е окей да го споделиме сега околу тоа како и кој би заслужил или би требало да ги добива овие признанија? Значат, дефинитивно, тоа е поттик и мотив за се она што го правите. Знаете како е да ве вреднуваат. Пред се тоа се награди од новинарите, од луѓето кои што ете ве гледаат од целиот ваш процес кој што напредувате. Така да се битни многу, дека некој го вреднува вашиот резултат и успех, но мислам дека треба да се стави некој акцент да дадеме мотив на идните генерации кои што доаѓаат после нас. Мислам дека е добро за секој спортист да може да ја добие еднаш таа награда во кариерата, но да отстапиме место малце за оние што доаѓаат, да имаат мотив и другите надпреварувачи, бидејќи ние знаете како спортистите сме малце суетни луѓе, секогаш размислуваме само на себе, но дефинитивно ја би сакал да може секој спортист еднаш во својата кариера да добие едно такво признание. Горд сум што имаме прекрасни спортисти, стварно репрезенти на оваа наша држава и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме сите заедно да ја представуваме нека како што доликува и дека тоа треба да биде еден мотив за секој спортист во Македонија да ја представи оваа држава онака како што доликува и како што треба. Да. Ги кажавме титулите како такви ги имате. Сега кога ќе влезеш во рингот, другите застануваат спроти светскиот шампион, па поинакво е чувството. Притисок поголем има или не го доживуваш како поголем? Сега мислам дека ќе биде полесно. Полесно мислиш ќе биде? Да, зашто кога сум поради тоа кога ја кога сум бил помлад, кога ќе се борам со некој поискусен од мене, морам да дам се од себе. Во таа борба, без разлика колку да сум спремен физички и кондиционно, победа искуството. Моментот што си светски првак го заслужуваш и треба да го покажеш на тоа дека вредиш да бидеш светски првак. Но сите знаеме дека како што одминуваат годините, доаѓаат нови дечки, нови работи, тренираат со нови апаратури. Нов пристап, нови техники, али тука сме да се бориме, ние сме спортисти. Да го следите трендот и вие, така? Соодветно да се браниме, па дури и да напаѓаме.
гледаш, немој очи да ми бараш, за тебе ме нема. Јас и ти сме болка стара, подобро да не знам каде и со кој си сега и од овде бегаш. Кога веќе не ти требам, казнај и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, штом те имам, пак те немам. Никој како тебе не макнува, затоа си родена. Не знам дали ќе успеам да простам се и да заборавам. О, не. Завршуваме, како што реков, со она што може би успеавме и се радуваме дека го постигнавме, но и она кое што стои како нели нова зацртана цел. Ова прашање ќе биде за сите тројца. Очигледно е дека на поле на спортот и она што професионално го правите сте исполнети. Имате медали, имате успеси. Но дали генерално сте среќни и исполнети? Се на се. Дефинитивно, апсолутно. Да. Пред се би кажал дека најголемата победа, најголемиот успех се моите две деца, мојата фамилија, сопругата, сите оние луѓе кои што ме обкружуваат. Се тоа е минливо, сите титули што ги освојуваме, сите резултати, сите успеси се минливи, така да останува фамилијата, луѓето кои што се околу вас. И најбитно од све ми е да се они здрави и живи, да е све во ред како што треба во тој аспект, спортските резултати и се оно што доаѓа во иднина е плюс. Мислам дека е плюс и дека е треба да бидеме благодарни на Бога за све што имаме во моментот. Мери, каква е целосната слика? Шампион си, што си шампион. Туку не, дали навистина си целосно задоволна и среќна генерално како се наредени сите коцки или има нешто што недостасува таму во мозаикот? Па, јас пред се сум благодарна што ета здрава, жива, како што се вика. Моите блиски сите се окей. Сега ние самите ќе си заработиме, ќе си ги оствариме со ништата колку можеме, но сепак здравјето е пред се. Тоа е тоа. Значи уште поголеми успеси здравје. Даваш добра оценка. Така, ако како погледнеме се на супер, одлично. Боби? Па ќе кажам само дека од нас останува само да даваме све од себе, да ги правиме горди граѓаните на Република Македонија, фамилијата, другарите, да си ги правиме горди, поради тоа што нема многу спортисти у Македонија, тие што сме, колку сме, да даваме све од себе и да се радувате на нашите победи. Добро што ги спомена другарите, па таков пречек ти приредија, секој им чест. Очекуваше такво нешто? Почувствува дека они се подготвуваат тоа се да направат или? Мислев дека ќе прават, али истина не сакав зашто бев премногу заморен, сакав да си идам дома да се одмарам, али убаво испадна све и се изненадив позитивно, ме испочитува. Многу добар пречек. Стварно многу добар пречек, секој им чест. Океј, до некаде кажавте кои ви се желбите, уште финално празниците се тие моменти за да бидеме дома, за да бидеме со најблиските. Го почитувате тоа до крај и пред Божик, зад Божик, дома на трпеза со блиските или не е така? Така е? Кај мене дефинитивно. Мора да е така. Ова е период кога сум слободен, кога немаме трки и апсолутно секој можен ден се трудам да сум со семејството, со децата, со најблиските и да трае колку што може повеќе додека не почнат оние професионални ангажмани, да. Да, од сега има анализи кај тебе, април месец блиску и далеку, но сега имаш и нови конкуренти, така? Да, јануар месец, на крај на јануар почнуваме дефинитивно со тестови и набрзо ќе дојде и нова. Силна е конкуренцијата? Имушто сега некој што сте пикирале? Најавена, да. Ќе има многу професионални автомобилисти кои што ќе се надпреваруваат во првенство, така да ќе биде интересно. Па ќе биде интересно, да, тоа сакав да кажам и неизвестно интересно. Мери, се враќаш дома за празниците, во Скопје си? Тука сум Скопје. Да, тука си во Скопје, добро. Со мајка ми, со сестра ми, ќе бидам за празниците, здравје можеби ќе идам за Нова година Црна Гора, па ќе видиме таму да се. Ај некој патување. Така. Мало и патување, сега веќе кога одмараме малце да си дадеме простор ван теретана, можам да кажам, малце да не биде истата релација, нели дома, теретана, дома, да. Мала промена што секогаш е добре дојдена. Со тебе ќе финишираме. Празнично дома или на патување? Со фамилијата, да си се видиме, да си прославиме и така да ќе искористам што е можно повише да се бидам дома со моите.
И со сестра ми, поради тоа што она не живее во Македонија, се овој период за празниците се врати дома и ќе искористам максимално колку што можам поише да си седам со фамилијата со дома. нив. Добро, ви посакувам се разбира да уживате во сите тие моменти и музичарите кога ќе поминат овие празнични свирки, ќе одмараат или Ќе одмориме. ќе чекаме? И ние така исто дома со блиските. Едва го чекаме тој период. Претпоставам дека околу божикните празници тогаш има Да. свирки или нема свирка баш околу Бадник Божик? Се случува да има. Се случува да има, но секогаш избегнуваме да настапуваме на тие празници, затоа што сме си го направиле нашето предновогодишно и во текот на сите оние прослави околу Нова година и си даваме малце простор за Време за одмор себе. за време на божикните празници. Добро. Ќе завршиме со музика, само пред тоа уште еднаш на сите да ви се заблагодарам, да ви посакам 2024 да биде уште подобра од ова, со нови успеси, со среќа, со добро здравје. Кај нас знаете дека сте секогаш добре дојдени. Ве чекаме со нови одличија, со нови успеси. Ви благодарам уште еднаш. Красните зборови, ви благодариме и се надеваме дека и на тебе следната година ќе ви биде поуспешна и ќе Да. Кај нас е успешно кога вие сте успешни. Нели, среќни сме кога ни доаѓате со пехари, со медали, кога можеме на јавноста тоа да и го доближиме. Само убави и позитивни Да. мисли и убави работи да се случуваат. Се гледаме пак. Апсолутно Така. се гледаме. Им благодарам и на гледачите, ќе ви посакаме од срце и вие на најубав можен начин да си ги поминете празниците, се разбира со најблиските, онака како што вие сакате, да си замислите нови желби, да си поставите нови цели и со леснотија да си ги исполните. Како што реков, спорт оди добро со музика, па со музика и ќе завршиме. Довидување. Od vreme na vreme na tebe ke mi tekne pamet, ke mi letne kon te. Ako se setam kako беше, по-добро е да сум сама, но сум насмевка. Зај повеќе се сакам сама та старата. Ей, јави се и преко ден, не само после полнок. Не е окей да те снема како ветер, како дошол така и отишол. А сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјута. Јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, но сум насмевка. Зај повеќе се сакам сама та старата. Да, ти си тој што на мир не ме остава. Да, ти си тој, ништо не решава, за утре остава. А сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјута. Јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, но сум насмевка. Зај повеќе се сакам сама,